Поле. Почитувани пријатели на хуморот, сатирата и карикатурата, добар ден и еве добро дојдовте на ова сега за сега, барем овие минути, тајна промоција на една тајна книга, на најдоброто од најдобриот, за кого се работи, за кој автор, за која книга, ќе дознаеме малку подоцна. А јас предлагам сега на почетокот од ова наше дружење, прибавувајќи ова тајна промоција, дури трета тајна промоција, да поразговараме со организатор, еден од организаторите, односно организатор на првата и втората, сега и на третава тајна промоција, директорот на Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров, па да го каже своето искуство во врска со првите две тајни промоции, дали верува дека и ова ќе ни успее. Добар ден. Значи, како што кажа Миле, ова е трета промоција што ја прави Центарот за култура заедно со Миле Ѓорѓиовски. И првата промоција беше на почитуваната госпоѓа Јасминка Атанасова, познати дела поезија и проза, а втората беше на почитуваната госпоѓа Кристина Деолска. Мисля, че ми дека делото се викаше Подметнати неба, така ли беше. Значи, искуството беше прекрасно, ние малку со Мили истражувавме пред да ги правиме овие две промоции, дали некоја институција или некој се нафатил да направи промоција на дело за кое авторот не знае. Не успеавме да најдеме таков пример. Јас можам да кажам од моето искуство дека и двете промоции беа многу успешни, авторите беа презадоволни и многу изненадени. Двете промоции протекоа во најдобар ред и верувам дека и оваа промоција ќе биде со многу добар квалитет. Јас знам за кој автор се работи, ја нема да го кажам неговото име, но денес ја читав неговата биографија, можам да кажам дека е таа импресивна и верувам дека промоцијата ќе помине во најдобар ред. Еве, директорот е оптимист сум и јас, гледам оптимисти се и моите гости денес што се тука, што ќе ја разубават оваа промоција на авторот кој за кратко време ќе го дознаеме, ние еве, во моментов ме јавуват газдата на најдоброто такси во Делчево, во Источна Македонија, Источна Европа, во светот, па и ако има такси на некои други места, на некои други планети, сигурно и таму, такси Чавче, на нашиот славеник, на човекот на кој ќе му промовираме книгата, во моментот му се врачени книгите, тој не знае дека сме му правили книга, тоа е наше големо изненадување до него, а има и повод. Денеска нашиот славеник има дупла доза за частење, а тоа денеска му е 80-ти роден ден и еве ние во чест на тој 80-ти роден ден му ја припремавме оваа книга. Еве јас предлагам да видиме некоја карикатура, тука нашиот писател Крум Николовски држи книгата. Круме, само ќе те молам да се вратиш на првата карикатура. За првата карикатура можеме да кажеме дека е една од најдобрите и најнаградуваните карикатури на овој автор, односно наградувана е на Светската галерија на карикатури, наградувана е во Италија, Иран и во многу други земји, а привидејќи тука имам уметнички души, гледам нешто Христина сака да каже. Христина, повели, ќе коментираш ли нешто? Па мене ова карикатура е една од повеќето што ми се допаѓа и имам неколку асоциации на ова тема и според мене би било дека запалената вистина ги открива и најмрачните лаги. Или пак вистината што гори најдобро го осветлува патот кон иднината. Еве веќе добивни се вклучи Лейла Алаи, една од најдобрите карикатуристки во светот, и Лейла Алаи го има еден од најпосетуваните сајтови за карикатура. Лейла, благодарам за вклучувањето, поздрав од Делчево, поздрав од
сите тука што сме од оваа промоција, а наскоро ќе го чуеш и поздрав, ќе чуеш поздрав од авторот на книгата. Јас, Валери, предлагам пред да го вклучиме авторот, членот на експерименталното театарче Лјупчо Златковски, да прочита дел од мојата рецензија за книгата, односно од мојот предговор. Само Лјупчо, ќе те молам, кога ќе читаш, прескокнувај го името на авторот. Добро, добро. За да може тој после самиот да се представи. Разбрам. Значи, да се направи избор од најдобрите карикатури на најдобриот македонски карикатурист, според мене, колку што е голема чест, е уште поголема обврска, не само кон него како автор, туку и кон македонската, европската, но и светската карикатура. Не е лесно да се обстане во карикатурата преку 50 години и секогаш да се биде во врвот, но и актуелен и ценет како од колегите, така и од пробирливите љубители на карикатурата. Да, тоа е само привилегија на најдобриот од најдобрите. Како вистински амбасадор на карикатурата, признание добиено во Турција 2000 година и мајстор на карикатурата добиена во Пловдив, Бугарија 2005, со секоја негова нова карикатура докажува дека е еден од најголемите мајстори, но и амбасадори на карикатурата не само кај нас, туку и во светот. А јас сум сигурен дека ако надвор од оваа наша планета има и некоја друга цивилизација, сигурно и тие уживаат во безвремените карикатури на вистинскиот мајстор на овој занает. Тој е првиот македонски карикатурист кој имал самостојна изложба во странство, Сатирикон, Легница, Полска во 1980 година, потоа се редат Тренто, Толентино, Италија, Амстердам, Холандија, 1984, Италија 1989, Северен Кипар 2008, Домот на сатирата и хуморот Габро во Бугарија 2008 и во повеќе градови во Македонија. Списокот на награди што ги освоил на реномирани фестивали во светот е толку долг што за овој автор може да се направи една монографија која воедно ќе биде и монографија на големите успеси на македонската карикатура. Иако бројките не се важни, сепак треба да напоменеме дека авторот е носител на преку 200 награди за своите карикатури. Јас би ги издвоил 7 награди освоени на една од најреномираните светски фестивали на Страдин Оджа во Турција, преку 10 награди на Светска галерија на карикатури во Скопје, 2 награди во Тренто, 2 во Толентино, Италија, па оние од Аулин, Доган, Анкара, Златен Рок, Истанбул, Турција, Парацициба, Бразил, Пјер, Книн, Хрватска. Му благодарам на Лјупчо што вака успешно ми го имитираше гласот, дури беше малку и подобар од мене. А јас мислам пред да го вклучиме авторот, веќе вие погодувате за кој автор се работи. Јас мислам дека голем број од оние што го следат, што ја следат оваа директна тајна промоција, знаат за кој автор се работи. Пред да го побарам авторот да ни се вклучи, јас предлагам Крум Николовски малку да сврти некоја карикатура. Гледајте го и карикатурите на нашиот маестро и уживајте во нив, а јас во меѓувреме ќе се обидам да воспоставам врска со нашиот славен.
Еве, Валери, во моментов го добиваме, на линија е човекот на кој му правиме промоција. Јас само ќе го прашам дали пред неколку минути дојде некој човек од Делчево, тајсниот човек, и дали ти донесе нешто? Повели. Јас само ќе го прашам дали пред неколку минути дојде некој човек од Делчево, тајсниот човек, дали ти донесе нешто? Повели. Ало. Повелете. Дали ме слушате? Повелете, да, може да кажете за ова изненадување кој ви го направија вашите пријатели и вашиот долгогодишен пријател Миле Ѓорѓиевски. Благодарам. Ме слушате, нели? Така, да. Повелете, да, може да кажете за ова изненадување кој ви го направија вашите пријатели и вашиот долгогодишен пријател Миле Ѓорѓиевски. Тачно. Благодарам. Ме слушате, нели? Така, да. Може да продолжам, нели, нешто фонија се ствара. Има проблем мал со вклучувањето. Имаме малку проблем, мајсторе, во вклучувањето. Продолжи, значи се работи за нашиот познат карикатурист Јордан Поп Илиев. Ние ќе се вклучиме со Јордан за кратко време повторно. Повели, еве. Немат проблем, слободно зборување. Вака. Стварно, пред 10 минути, 15, ми доаѓа човек и ми носи пакетче. Отварам, што ќе видам. Еве што најдум, 20-тина работи. Промислев на Миле книга дека е. Пакетче. Мислев книга на Миле. Што ќе видам. Еве што најдум, 20-тина работи. Промислев на Миле книга дека е. Пакетче. Мислев книга на Миле. Ало? Се ствара фонија, него ќе продолжам јас. Може ли да продолжам? Аво, ние за кратко повторно ќе те побараме. А еве сега имаме тука... Значи, продолжуваме со представувањето на книгата на Јордан Поп Илиев, односно со промоцијата. Крум Николовски ќе врти, а Валери зумира и некои слики. Крум, само те молам полека врти нашите луѓето што ја пратат оваа промоција да уживаат во карикатурите на Јордан Поп Илиев. Еве веќе јас мислам дека тука е време и да ставиме Сунчица од нешто подготвено. Сунчица од персоналот на двете липи, најдобрата капана во Делчево, и да продолжи во тој стил во Источна Македонија, Источна Европа и во Источно од рајот. Еве, значи, една малку специфична торта. Обично вакви торти се припремаат за карикатуристи, за сатиричари. Еве, ние повторно ќе се обидеме да успоставиме контакт со Јордан Поп Илиев. Само тој нека ве слуша вас, за да го исклучи преносот, за да може да го чуеме што ќе каже. Како? Тој да ве слуша вас на месенџер, за да може да ја слушнеме неговата порака, а да го исклучи преносот на лаптопот. Мајсторе, за да не се стварат, за малку ќе рече, мемонија во стилот на ова кризна, а за да не се ствара, исклучи го преносот и зборувај ми преку месенџер, за да можат нашите гледачи... Ајде, на својот месенџер. Така, на мојот месенџер. Повели, еве, едно изненадување имаме за тебе. Он се исклучи, не те разбра. Обично секогаш вакви
вакаво преносите во живо. Јас додека се вклучиме повторно со Јордан Попилиев, предлагам Крум Николовски да ја покаже неговата книга. Значи, неговата книга, предната и задната корица ги работеше Јордан Попилиев, навистина прекрасни предна и задна корица на книгата на Крум Николовски Цврчки. Внатре има неколку илустрации, односно 3 илустрации кои ги најавуваат циклосите, еве го не бара Јордан, кои ги најавуваат Валери, додека јас поставам врска, нека... Добро, јас повторно ќе го барам Јордан Попилиев. Навистина тешко е да се воспостави врска со еден толку голем карикатурист светски. Повели. Може ли сега да спрам? Можеш. Само пажи, Јордане, само пажи, се што ќе речеш може да се употреби против тебе. Така. Нема што ќе кажеш. Добро, си исплаших, викаш да не се ствара плеумонија. Да. Слушай, Повели? стварно ме изненади. Јас стварно мислив дека твоја книга, викам, Миле ми праќал книги. Тука, не знам што, ама прво, што ќе кажам? Ова, немојте од архивата да му поверувате на драгите пријатели. Може да искористат и да ви изненадат и да ви издадат своја книга. Посебно ако сте со слабо срце. Јас за среќа имам слаб желудец. Така да малку поицкам и толку, али пак ми се тресе раката. Ја тоа го сведувам на нешто дека сум паднал од дрво. Така да, прво да му се заблагодарам на Миле, не само на Миле, него и на Јордан од Јордан Ѓорчев. Институтот за култура Да. и уметност, што државин, што двајцата најдоа сила да ми ја направат оваа книга. Мислам дека сум единствен кој го изненадиле со книга. Или може да молеле сиротите некој, али тоа е тоа. Добро, Миле, ја немам зборови и можам само да наздравам и да ви кажам благодарам за сите што се потрудивте околу реализација на ова моја книга. А долго ја очекував. Јордане, Да. пред да се исклучиш, ти ќе наздравиш и ние ќе наздравиме тука во двете липи, само ќе ни кажеш дали ти ќе плаќаш или ја пак да бара некој спонзори да го платим тука цехот. Кога си почнал, терај, плаќај сега. Да плаќам ли кеш или да плаќам со книги? Шо вика? Плаќај со книги. Не може со книги. Дека се следам, ќе ми требе, ако ќе дојдам, ќе се реванширам. Јордан, одбија да платам со книга, пошто персоналот викат дупла частовка ќе дат, само да не читаат книги, да ним давам. Со картичка со Со карти, еве, кај нас веќе не зна дали гледаш, стигна виното, ќе наздравуваме за тебе, малку уште ќе позбориме за книгата, само да те прашам. Имам и едно друго, јас резервно. Чеки са, Јордане, момент, да те праша кој сакаш да дуват во светите, машко или женско? Оти тука помешани сме, имат и женски и машки. Или? Живе? Така, а сега остани на врска. Јас се надевам, Валери, добро ќе се умира. Имам уште една книга, а таа е книгата што јас и тие работевме пред 7-8 години за фестивалот за хумор, сатира и карикатура Пијанец во Делчево. Сигурно се сеќаваш на оваа наша заедничка книга. Книгата се вика "Времето е најдобар судија, никој не може да го подкупи". Значи тука е направен еден избор од твои најдобри карикатури, а јас тие карикатури ги надополнив, односно ги илустрирав со мои афоризми.
Јас се надевам дека ова соработка ќе продолжиме и сигурно ќе направиме и некои други книги, како со карикатури, вака со илустрирани афоризми. На линија ли си? На линија сум. Јас можам да ти се заблагодарам поново и поново, ама ќе прекинем со поновувањето. Добра. Него јас ги користам и твоите афоризми за да стварам карикатури, а ти бирај од моите карикатури што ти одговара, па ќе соработуваме, зашто афоризмот без карикатурата и карикатурата без афоризам е послаба. Кога се заеднички тие, се надевам дека и другите колеги вака ќе се вклучуват во изработки на книги и зашто нашава карикатура замира и стварно автори имаме многу малку, и афористичари, и карикатуристи, а на Балканот сме најдуховитите луѓе што ги има светот. Јордане, Да. само те мала да ми кажеш, ти имаш многу награди, јас не сакам да се фалиме, тоа е општо познато дека ти си еден од најнаградуваните и најдобри карикатуристи, не само во Македонија, туку и на Балканот и пошироко. Која награда ти е најдрага или најспецифична, или за која награда имаш некоја посебна анегдота? Па, има многу награди, така што некои не сум ги добил. И чекам по 10-20 години па да ги добијам. Така да некои ги заборавиле тие. Па најдрага ми е наградата што ја добив на Светската галерија 1975. По еден топ може после Мили да ја покажи. Еве, Јордане, ти зборувај, а Валери, таа долната во топот, Валери ќе ја зумират карикатурата, а ти слободно зборувај. Добро. И каде во еден топ млад брачен пар водат љубов, а топот се тресе. И во тоа време председателот на жири, швајцарецот Јург Спар, ја прогласи за најдобра карикатура, ама сепак некој се јавил и рекол, што му требало да праве колаж од неизе, доле на зелено било. Така да направиле солуција да биде таа награда, да биде карикатура втора. После 2 години во фестивалот во Москва беше таа карикатура ставена на паноа за награди и некоја специјална во 77 година комисија ја исфрла од комбинација и кажала дека е таа еротска карикатура. И после тоа се дигна коментари во Македонија тука преку познатиот новинар Бог Јончев. И после 2 години добивам од Московската амбасада во Белград да дојдам. Мене ми беше забрането во тоа време, зашто не беа добри односите. И јас одам тамо кога тој човек кој ми ја пратил телеграмата, кој овде бил прогласен за некаков непожелна личност, добивам таа награда и унатре ми пишува дека и јавува дека требало си да дојдеш, ева ти како рехабилитација што не ја доби првата награда. Така да, иако ги добив тие медаљички поклони, таа ми е многу драга карикатура. Јордане, ти остани на линија, еве ја тука делчевската поетеса и вработена во персоналот на Двете липи, Сунчица Тодоровска сака да коментира една твоја карикатура. Значи, Валери, зумира е карикатурата, а Сунчица ќе каже нешто што мисли. Значи, една од карикатурите во оваа книга, што мене ми остави посебен впечаток, е карикатурата дека пенкалото е поостро оружје од ножот и мислам дека
пенкалото секогаш ќе биде поостро оружје од ножот. И благодарам на Сунчица, јас да се надобрзам на овој... Благодарам. Само да Јордане, ти кажам, Миле, може Повели? ли да дополнам? повели? Кога добив книгата и жена ми почна директно да ја гледа и врти. И вика, како ти се допаѓа? Абе, вика, твоите, вика, не се добри, ама ова, вика, Миле, што го напишал, вика, феноменално. Некаде најголемиот критичар си го кажа своето. Добро, значи Сунчица нешто кажа околу пенкалото и таа твоја карикатура. Јас само би се надобрзал на денешнава ситуација актуелна и каде што се вели например, давајте пенкало во раце на неписмените политичари, ќе почнат да ја менуваат историјата. Тоа е мојот коментар. Сега, Јордане, тука гостин ни е и познатиот делчевски поет Васил Маневски, но Васил Маневски покрај што е поет е и пензионер, ама пред да биде пензионер беше дописник на Нова Македонија, на Мија и да не набројувам. Така, еве сега одиме кај Васил Маневски, но големи поздрави од него и тој ќе коментира една карикатура. Раката ја давам од вистината и од напишаното, не се откажувам. Добро. Значи, Маневски од пишаното, штом не се откажува Маневски од пишаното, јас планирам пред Нова година да земам еден потрошувачки кредит и да не го враќа, а тој да ми биде жиран. Значи, чим не се откажуваат од пишаното, тој е идеален човек за жирант. Членот на Јордане, тука со нас, како што знаеш, и членот на експерименталното театарче Љупчо Златковски, па тој сака да коментира некоја твоја карикатура. Валери, повели кај Љупчо. Еве, господине, разгледувајќи ја книгата, наидов на една карикатура која содействува на денешното време. Еве тука на карикатурата го има представено министерот Венко Филипче како држи пресконференција, а тој е познат по пресконференциите, а многу негови вработени лекари, медицински сестри сакаат да го замолчат. Па еве ова се однесува токму на денешната ситуација. Ти благодарам за убавите карикатури што ги имаш направено и Миле ги сподели во една многу убава книга. Еве сега Благодарам. Јордан Попилиев се уште на линија, ама тука е и Крум Николовски кој сака да коментира. Крум Николовски, за кого ти правеше корици за книгата. Круме, повели, коментирај. Најпрво, имам дома рогови од господинот Јордан Попилиев. Лично во животот... Да, рогови. Тоа беше одамна, никогаш не сме се видели, иако јас соработував во Остен, а вие многу повеќе пишувавте. Најмногу кажуваат карикатурите без зборови. Тие најмногу кажуваат. И еве, јас ја гледам ова на 38 страна, овде си нацртал угол гол човек, кој ја тегне кожата, како да вади, дали може нешто да се најде од под кожата, за да извади некој денарче. И тоа мене ми речи дека дно на пропаѓање економски и морално нема. Може да се пропаѓа бескрајно. Не може да се каже до тука и сега надолу е бетон. Многу ти благодарам за илустрацијата на мојата книга. Ако сме живи и здрави, ќе правиме уште една барем. Фала ти, Крум, многу убави текстови имаш и јас често сакам и да ги коментирам и се покушавме да се слушнеме, ама некако не сме добри за овие контакти онлайн, па се надевам во еднина
повеќе ќе можеме во живо да се гледаме и да се слушаме. Благодарам уште еднаш. Еве, јас Табаре напишав дека што чист воздух си ние имавме во Македонија, ама некои ги стави тие апарати да мерат пием 10 частички и пием дака му. Да. Кома 5, па нека иде у ПМ. Иначе многу чист воздухот не беше. А сега многу загаден. Или у мај, или да се напиеме. Да. Ајде живели, уште една. Јордане, еве Валери зумират една книга, ќе кажеш ли ти нешто за оваа книга? Ти ги работеше кориците? Да. Валери, да, од Бугарија, пријателот. Да, добро. Добро, ова е книгата работена за српското јазично подрачје. Тоа книгата е Плашила покрај пута, заедничка книга, Плашила покрај патот, заедничка книга моја и на мојот колега Витомир Долински. Овие твои корици навистина предизвика многу внимание секаде каде што книгата беше пласирана. Јас уште еднаш ти благодарам за овие прекрасни корици. Благодарам и на Валери, благодарам и на Долински за соработката што избрале мои карикатури и се трудам. Мислам дека духовите карикатури треба да бидат ставени во популески, а посериозните во некои написи и така можат да влезат. Благодарам. Еве сега ќе коментирате една твоја карикатура од книгата директорот на Националната установа Центар за култура Никола Јонко Лапцаров. Оваа земја по која чекурам денес. Директоре, повелете. Поздрав, Јордан. Ја не знам дали тебе денес ти е роден ден, бидејќи ние бевме така спремени да ти го честитаме роден денот. Тука имавме една мала тортичка со твој 80-ти роден ден. Ја да ти кажам право, читав, гледам, разлистувам од карикатурите, ама некако слабо ми иде темно и некако слабо гледам на очарите и само можам да ти честитам од името на Центарот за култура за импресивната кариера што ја имаш направено во карикатурата, на многобројните награди, да ти посакам добро здравје и богат творечки пензионерски живот. Благодарам, директоре. Се надевам дека ќе соработуваме и со Делчево, бидејќи Делчево од секогаш бил град кој што пружал така можности на хумористи, карикатуристи да се представат на тој дел. Јас се уште ги памтам изложбите и приемот што кога идеа наши луѓе од пријатели од карикатурата и од Бугарија и од Србија и отваравме изложби, се надевам дека и понатаму ќе продолжи ова соработка. Јордан, остани на линија, ние веќе скоро го привршуваме оваа промоција. Само прибидејќи со нас е долчевската поетеса Христина Делска, која исто така имаше промоција тајна, таа не знаеше. Какво е чувството да имаш промоција, е пресчуваме Христина Делска, какво е чувството да имаш промоција да не знаеш за тоа? Само ќе те мола без маска. Секоја промоција предизвикува, се разбира, најискрени чувства, собствена, нели? Ама кога некој тајно ќе ти приреди промоција, немам зборови, чувството никогаш не се заборава. Тој момент на изненадување никој пат не се заборава. Значи, јас и директорот на домот како виновници за низината тајна промоција викат никогаш нема да не заборави, белки нема да не памти полошо. Само на кратко Васил Маневски, пошто ни бега времето, Валерика и Васил Маневски сакат да коментират уште една него карикатура на Јордан. Јордане, јас оваа карикатура ја разбирам како перспективите на македонските политичари.
Добро. Сега сака нешто да каже и Валери Спасевски. Еве, виното за овој роден ден не ме гледаат гледачите, меѓутоа да кажам, виното ме инспирираше за еден афоризам. Го прогласија за виновен. Многу го сакаше виното. Добар афоризам. Во виното е вистината. Така. Значи, Јордане, Да. јас уште еднаш пред да се одјавиме, голема благодарност до Јордан Ѓорчев, нашиот спонзор, мецена во културата, собственикот на Славјанскиот универзитет државин во Свети Николе, кој од прва прифати да ја спонзорира оваа книга. Потоа сакам сега да ги поканам сите тука што се присутни, да дигнеме часите и да ти го честитаме 80-тиот роден ден. Повелете, дојдете кај мене, да направиме една заедничка слика. Ние ќе ти ја дадеме оваа слика, ти направи фотошоп и метни се и ти. Ајде нека ти е честит 80-тиот роден. Честитки. Жив и здрав, до 101. Доживејќи 100-ту. Ајде, може и 10. Благодарност за мецената Јордан Ѓорчев и Миле Вајцата. Така да, тоа го завршувам мојот говор и Ти? пријатно и благодарам на сите што бевте и тука и што не сте биле, што ми честита на месенџер и на Фејсбук. Така да, не ќе можам директно да на сите да им одговорам, ама на сите благодарам. Живели! Живели. Живели. Јордане, на крај само да ти ветам дека ќе се обидеме в година на твојот 81 роден ден, да направиме една книга со 81 страничка, на 82-иот со 82 и така до 100-тиот роден ден, тоа ќе ти направиме една книга од 100 страни или 50 пати по 100, односно 1000 страни. Ти имаш толку карикатури. Среќен роден ден и дај Боже тука во оваа капана без овие здравствени проблеми што ги имаме, да се собереме повеќе луѓе и да ја славиме, да го славиме твојот 100-ти роден ден со книга што ќе има 100 страни или 10 пати по 100, 1000 страни. Живели, да си ни жив и здрав и да црташ уште многу карикатури и светот Македонија да се гордее со тебе и да видиш на вистина онака ја како што напише во предговорот, најдобар од најдобрите. Среќен роден ден, мајстор. Благодарам. Пријатно. Ја мислам дека добри. Супер. Добро, одлично. Одлично. Супер.